Господ ќе демантира се, вели човекот што на телефонот на струмичкиот владика се представи како негов асистент. Алфа се обиде да добие став од владиката во однос на индиректните обвинувања, оти тој би можел да биде човекот со брада кој според неофицијалните информации објавени од страна на новинарот Бранко Геровски изнудувал пари од фирмата Диамет во име на директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев. Наместо одговор добивме нешто налик молитва, а по инсистирање на Алфа, оној што се представи како асистент на владиката, ни рече оти имало кој да дава ставови и го прекина разговорот. Се јавивме и во МПЦ. Портпаролот владиката Тимотеј за Алфа вели дека се уште не ги прочитал информациите што излегува во јавноста. Оти свештеник, според неофицијалните информации, посредувал при изнудување пари од одредена фирма, но посочи, оти секој што направил криминал треба да одговара, бидејќи никој не е над законот, па ни свештениците. Во телефонскиот разговор за Алфа дополни дека кога ќе има конкретни обвиненија од институциите, МПЦ јавно ќе се изјасни. Геровски, кој првично објави за рекет, но и за овој случај, во гостување на Алфа рече оти свесно индиректно посочува со прст кон човек со брада, но одби да го изговори неговото име. Затоа рече, и МПЦ и обвинителите знаат кого посочувам. Од основното јавно обвинителство велат дека се уште трае предистражната постапка за случајот, за кој надлежно е обвинителството за организиран криминал. Во објавата на новинарот Геровски се наведува дека неофицијално човекот со брада е влијателно свештено лице кое често може да се види во високите кругови на естаблишментот. За потсетување, Струмичката епархија беше индиректно посочена од премиерот Заев и во случајот подкуп. Заев тогаш во својство на обвинет се бранеше дека не барал никаков подкуп, туку помош и донација од бизнисмен за изградба на црква во Струмица, која спаѓа во владение на епархијата. Пред 2 години, откако македонската побара од бугарската православна црква да и стане црква кирка, Заев го причека бугарскиот премиер Борисов во Струмичката црква, заедно со струмичкиот владика.